Добар ден, драги мои, и добре дојдовте и денеска во гастрономската емисија 4 сезони, каде што денес специјално за вас ќе направам чорба со телешко месо и со зеленчук. Чорби имаме пилешка, јагнешка, зеленчукова, меѓутоа, овде на Балканот, чорбата со телешко месо мислам дека е најпочитувана и баш затоа денеска ќе ја направам за вас. Следете не, почнуваме веднаш. Денес започнуваме со класика – телешка чорба. Богата, миризлива и полна со вкус, а потоа нешто поелегантно. Терина со моцарела, јадење што ја спојува мекоста на сирењето со свежината на зеленчукот. Топлина, боја и вкус, се на една трпеза. Телешка чорба, јагнешка чорба, риблја чорба, зеленчукова чорба. Ние овде на Балканот вистински уживаме кога правиме чорби, кога правиме супа, која тивко ја готвиме и така натаму. Некогаш готвачите одеа по свадби, кога свадбите се правеа и по дома, и готвеа во казан, на големо. Па не постоело ништо поубаво и луѓето чекале да се појави некоја свадба, некој да скокне во тавче и дода да јадат добра чорба. Денеска ќе ви направам една класична чорба со говецко месо. Што све ни е потребно? Месо, секако, морков, кромит, компир, ловор, црвен пипер, лукче, магдонос, малце сенф и малце ворчестер. Месото ќе го одберете во вашата омилена месарница, ќе му кажете на месарот да ви даде едно убаво парче од бутот, за да направите убава и вкусна чорба. Откако ќе дојдете дома и откако ќе спремите све вака, месото ќе го исечеме на парчиња од сантим и пол. Ќе го исечеме на коцки или ќе гледаме да бидат деловите околу 2 сантима, сантим и пол. Не е никаков проблем. Ќе ги ставиме во сад, ќе ги побрашниме, ќе ги посолиме, ќе им додадеме црн пипер и ќе ги испржиме на маснотија, месото да фати кора од сите страни, со цел кога тивко и бавно ќе го готвиме, да не се растури, да не го изгуби обликот. И многу интересно е да се направи чорба, затоа што откако све ќе направиме како што треба, ќе оставиме тивко да си крчка. Еве го, месото е скоро готово. Дадеме брашно и убаво ќе го измасираме месото заедно со зачините. Секое парче мевце да биде со еден тенок слој на маснотија кој ќе го испржиме за да фати кора мевцето и како што кажав да не го изгуби обликот. Еве го готовото месо. Секогаш кога правите чорба, одбирајте сад кој е длабок и широк. Може комотно да си динста и полека да си крчка чорбата. Загрејте го, а од кога ќе го загреете, додајте масло. Оставете го убаво да фати коричка и додека се пржи, исецкајте го кромидот. Јас кога правам чорба со говецко, телешко или со јунешко месо, многу сакам кромидот да биде малце карамелизиран и да го пушти тој препознатлив вкус кој ќе остане во чорбата. Некогаш старите готвачи кромидот ќе го исечеа на половина и го ставаа на загреана рингла
убаво да се потпече, да поцрне, а потоа го става во чорбата и полека динста и го пушта тој мирис на малце димено, изгорено, меѓутоа многу убав и пријатен, сите го сакаат. Кромидот ќе го исецкаме ситно. Времето имаше супер сецко. Меѓутоа, посетете ја нашата веб продавница 4сезони.мк и нарачајте од ножевите на Берлингер. И не ви треба супер сецко за тоа што кога еднаш ќе пробате како се работи со нив, колку се оштри, колку добро се изведуваат сите замислени нешта, нема никогаш повеќе да се откажете од нив. На продавницата не само ножеви, него ги имаме и сите овие убави алатки и садови за готвење, без кои навистина еден дом не може. Побрзајте, првите 100 што ќе се зачленат и што ќе се регистрираат, имаат и изненадување. Месото убаво се испржи, доби и мала густина од брашното. И сега, во истиот сад, ќе додадеме уште малце масло, ќе го оставиме да се загрее, а додека маслото се загрева, јас во месото ќе додадам црвен пипер, ќе додадам малце ворчестер сос кој ќе даде една убава мала киселост и ќе додадам неколку ливчиња ловор, и малце балзамиран оцет од нашите пријатели од Витаминка. Киселоста ќе даде една сосема друга димензија и ќе биде навистина превкусно. Лукчиња ќе додадам, неколку чешниња и секако ќе додадам една лажичка сенф. Сето тоа убаво ќе го соединам. Ако зачините ги додадам во кромидот и во морковот кога ќе ги сотирам, ќе изгорат и ќе го изгубиме оној момент што ни е потребен. Ќе добиеме некоја сосема друга димензија или арома од зачините. Еве сега камерата може да запази. Кромидот го ставаме прво и ќе го пржиме се додека не ја промени бојата и не застакли, викаат старите. И секако, морам да ви објаснам нешто. Многу луѓе имаат проблем кога станува збор за посолување, за да стават зачин колку што е потребно и така натаму. Сега ќе ви кажам едно многу добро трикче. Кога ќе го ставиме месото да се пржи, зачинете го баш онака како што треба и пробајте од џусот што го пушта од течноста, да видите дали е навистина солена. Кромидот, исто така, додадете бибер, додадете сол, всушност зачини кои нема да изгорат додека го сотираме кромидот, него едноставно ќе биде солено, избалансирано, баш онолку колку што треба. Исто кога ќе го додадеме и морковот, исто така додаваме и сол и бибер. А кога ќе ставиме све во тенџерето и почнеме тивко да готвиме чорбата, тогаш ќе пробаме па ќе видиме дали нешто недостасува и уште на самиот почеток ќе додадеме се што треба, затоа што во спротивно нема да биде убаво. Кромидот застакли, а јас ќе го додадам и морковот. Овој пат морковот го исеков на тркалца, затоа што не сакам да се изгуби додека динста. Кога ќе јадам, многу сакам морков да видам убаво тркалце такво. Прво е убаво како боја, второ е многу вкусен, а трето и многу важно, дава една посебна блажина на чорбата. Ајде сега да дозачиниме. Промешајте и оставете тивко да си се готви. Колку убаво мириса. Сега,
Ставаме една лажица брашно во 100 мл вода и тоа добро ќе го измешаме. Ова е француска запршка со брашно и со вода. Меѓутоа, прво ќе го вратам назад месото. И никако не оставајте ништо во садот, затоа што тука е вкусот, драги мои. Сега добро ќе промешам. Се допаѓа уште сега. Ќе ја додадеме француската запршка. Добро ќе промешаме. И сега шлагот на тортата на оваа чорба е бујонот кој го направивме од зеленчукот и од лушпите. Полека ќе додавам и тој мора да биде жежок за да не ја прекинеме термичката обработка која всушност е и најважна. Сега готвиме на јак оган, на средно јак оган, а кога ќе го додадаме и бујонот, ќе го намалиме на среден оган, тоест малку помалце од среден, тоа ќе видиме според крчкањето, ќе одредиме. Меѓутоа, чорбата не треба да крчка, треба да тлее. Оставете ја нека се готви, ако треба и час и половина и два. За се што има внатре убаво да се обработи термички, а посебно месото. Кога ќе биде 15 на минути пред крај, ќе ги додадете и сецканите компири внатре, кои дополнително ќе дадат и густина на чорбата, бидејќи содржат многу скроп. А на крај можеме да зачиниме со ситно сецкан макдонос и да додадеме ситно сецкано лукче за малце препознатлив вкус. Откако во чорбата додадовме се што ни е потребно, редно и да ја пробаме, како што ви кажав преска, да видиме дали нешто недостасува. Секогаш треба да бараме еден среден баланс и да помислиме каков ќе биде вкусот, откако барем 1/4 ќе се намали течноста. Само една работа ми недостига, која оваа чорба ќе ја направи да биде навистина според сите оние балкански правила, а тоа секако е една лажица дафинка која ќе ја додадам и ќе го збогатам комплетно вкусот. Сега, се што треба да направам е да го намалам малце огнот, да го покријам тенџерето, да оставам малце простор од каде што ќе испарува и буквално можеме да уживаме додека чорбата се готви и додека мирисот што го испушта и аромата ни ја обзема целата наша кујна и куќа. Додека чорбата се готви, јас ќе направам една многу интересна салата. Една од моите најомилени салати е салатата капрезе. Потекнува од Италија, се прави со нивните домати пелати и нивната препознатлива моцарела. Во незе се додава балзамиран густ крем, се додава рукола или некоја свежа салата и навистина е идеална и секако не смеам да го заборавам маслиновото масло кое е и многу важно кога правиме капрезе салата. Јас денеска ќе ја направам на малку поразличен начин. Бидете со нас, следете не и ќе видите како сето тоа ќе го направам. Се вика терин моцарела. Теринот, драги мои, е многу препознатлив во светот, потекнува од Франција, меѓутоа јас денеска ќе дадам малце италијанска нота, а македонски производи. Имаме убави македонски домати кои ќе ги исечам на тенки парчиња. Супер. Ќе ги ставиме на хартија да го пуштат вишокот на течност, затоа што ни требаат буквално суви домати, исцедени од вишокот на течност што содржат. Сега за сега ни е доволно, ќе додадеме уште.
исечете ги, покрите ги, нежно стиснете да се упие вишокот на сокот лимонот. Сега, желатинот ќе го ставам во ладна вода, убаво ќе го измешам и ќе го оставам да се стегне. Потоа во него ќе додадам млака вода да го разредам, го тука, и ќе го ставам заедно со маслото, со лукот, со босилекот во блендерот, сето тоа убаво да се изблендира. А што понатаму ќе ви покажам кога ќе дојде ред на тоа. Сега моцарелата. Одбрав моцарела и одбрав сирење од нашите пријатели од Бимилк. Затоа што едноставно капрезето е, као што кажав и претходно, само со моцарела и домати, меѓутоа нашето кравио сирење ќе му ја даде онаа препознатлива нота на Балканот, затоа што вистински сме навлечени на вкусот на сирењето, дали станува збор за кравио или за овчо сирење. Во блендерот ќе додадеме, како што кажав, масло брилијант, микс од масла за салата. Идеално. Ќе додадеме босилек, ќе додадеме 2 чешниња лук, ќе додадеме морска сол и во желатинот ќе додадам млака вода за да го разредам. Смесата со масло, босилек ќе ја изблендирам. А потоа во незе ќе го додадам и желатинот. Одлично. Земете еден ваков правоаголен сат, можете да го најдете на нашата веб продавница 4сезони.mk и веднаш да го нарачате. И не заборавајте, за сите оние 100 луѓе кои први ќе се регистрираат, имаме големо изненадување. Еве, драги мои, погледнете, доматот е сув. Значи, потребни се само неколку минути да го упиеме вишокот на течност. На садот ќе додадеме најлонска фолија, за после тоа терината да можеме многу лесно и едноставно да извадиме. Ги редиме доматите. Откако ќе ги ставиме првиот ред домати, додаваме од смесата со желатин и масло. А потоа редиме исто така еден убав слој од моцарелата. Сирењето ќе го изрендаме и него ќе го додадеме, потоа ќе додадеме уште малце од смесата со желатин. Стиснете многу нежно и повторете ја истата постапка. Нежно прекрите го со најлонската фолија, стиснете за да се изедначи целата смеса и сега се што треба да направиме е оваа терина од моцарела и домати да оставиме неколку часа во фрижидер за желатинот да стегне. А од кога ќе стегне желатинот, ќе ја извадиме и можеме да исечеме на многу убави парчија. На вистина е преубаво и со колорит, и со вкус. Секогаш, кога купувате готово песто, немате време дома да го направите, тоа е толку јако и концентрирано. Ако го ставите баш така како што е во тегличката, ќе го земе вкусот на се што ќе ставите друго во чинијата. Затоа разредете го со обично маслиново масло или со масло од некоја билка. Терината е готова. Јас на даската ставив најлонска фолија. И сега ќе пробам
Вака, да ја свртам, одлично. Да ја извадам внимателно фолијата во која што беше завиткано и со помош на оштар нож ќе сечам едно парче. Од пестото ќе ставиме во средината на чинијата и нежно ќе направиме убав круг. Одлично. Ставиме едно парче. Терина со моцарела што додава елеганција, топлина, вкус и боја на чинија. Одлично се осеќа и лукчето, се осеќа и се. И у последно време, вистински, ми е многу кеф да се напијам баланс директно од чише, затоа што 500 милиграми е таман, па некојаш заменува и оброк. Капрезето, како терина, во комбинација со балансот, е вистинска магија, луѓе. Ова сега ќе го соберам, а ќе ја сервирам чорбата. Лукчето колку убаво го има во позадина. Ми се допаѓа. Навистина ми се допаѓа. А сега во оваа фолија што ја ставив на работната маса, повторно ќе ја завиткам терината, многу внимателно. Ете така. Ќе ја ставам во незе и веднаш ја враќам во фриџидер. Чорбава е чорба. Месото се топи. Јас си сакам мефце. Таман. Дозгора малце ситнат Макдонос. И тоа е тоа, драги мои. Терина, како предјадење, капрезе. Многу интересно. Мојата најомилена салата ја направи во малце различен облик денеска. Говедска густа чорба со говедско месо и со зеленчук, печени пиперчиња, пиперки полнети со урда и ајвар во комбинација со павлака и тазе испечен македонски убав леп. Нека ви е на здравје. Од богатата телешка чорба до нежната терина со моцарела, уште една приказна за вкусот што обединува традиција и современост. Оброк не само што сити, туку и радува. Тоа беше се за денеска, драги мои. Јас сум Дејан Христовски, водител и готвач на ова интересно шоу. И готвам специјално само за вас. Денешната чорба, мислам дека ви се допадне на сите и се надевам дека ќе направите и вистински ќе уживате во нејзе. Не заборавајте да ги посетите нашите канали на социјалните мрежи и YouTube и секако посетете нашата веб продавница 4сезони.mk, каде што ќе најдете се што ви е потребно за да станете виртуоз во вашата кујна. Ви благодарам и се гледаме утре.